Сите сте учеле физика во школа и знаете како учиме физика, учиме за одредени закони кои што важат за сите нас, за светот во кој што живееме. Еден таков, например, закон е познат ви на сите и секој ден го доживуваме е законот за гравитација. Законот за гравитација, како што го имаме и како што го учиме нели во школа и така натаму, не е закон кој што создал гравитацијата, ама е закон кој што објаснува зошто некои нешто се такви какви што се. Зошто, например, сега сите седиме, а не лебдиме овдека во воздух. Зошто ако го земам фломастеров и ако го пуштам, нема да лети нагоре, туку ќе падне доле на земја. Начинот на кој што го објаснуваме таа појава на овој свет, денеска ни е познат како закон за гравитација. И сите подлежиме на тој закон. Без разлика кога живееле луѓето, без разлика каде живееле луѓето, никој не успел да му помине низ прсти на законот за гравитација. Сите стоиме на земја. Никој од нас не лепти. Нели, освен тие што се во вселената, ама на светот овдека каде што сме на земјата топка, сите подлежи на тој закон. И кога Бог го создавал светот, верувам дека Бог го создавал со тие закони, законите кои што денеска нас ни се познати како закони на физиката. Ама исто така има и морални духовни закони кои што важат во однос на нашите меѓусебни односи. Прво во однос на во нашиот меѓусебен однос со Бог, во општењето со Бог, во општењето сами со себе, и во општењето едни со други. Има многу такви закони, духовни или морални, како сакате речете ги. Ја би со духовни повеќе. И еден од тие многу такви закони е принцип, како сакате да речете го, ама многу ви е познат на сите вас, предпоставам, е она кој што сеел, тоа ги си жне. Да. И овој принцип или оваа мудрост ја слушаме помеѓу народот, ама не е народот кој е библиска. Кога ќе земеме да го читаме Светото писмо и кога ќе видиме, многу често овој закон го читаме во Светото писмо на некој начин индиректно меѓу редови. Ќе видам дека некој сеел нешто и после некој време жне плодови такви како што сеел семиња претходно. Еден многу добар пример за тоа во Стариот Завет, на пример Јаков. Сеќавате Јаков, како Јаков го доби него благословот од татко му. Го доби со измама. И после неколку години кога требаше да си земе жена, неговиот дедот, што викат дедото негов, наместо помладата му даде по старата ќерка. Правиш измама, го најде измама. Ама има и многу други такви библиски настани кај што гледаме како законот на сеење и жнење се пројавува во животот на библиските ликови. Верувам дека секој еден од нас го има доживено на своја кожа. Ама има еден стих во Библијата каде што директно апостолот Павле го пишува овој закон, овој принцип и на некој начин и на христијаните во првиот век и на христијаните до ден денешен им дава да знаење дека во духовниот живот, без разлика колку време сме во црква, без разлика колку добро си ја знаеме Библијата, без разлика колку сведочиме, колку сме напреднали и така натаму, сите подлежиме на овој закон, дека тоа што го сееме во животот е тоа што ќе го жнееме во животот. Во посланието до Галатјаните, 6 глава 7 стих. Патем кажа на посланијата најчесто во Новиот Завет, овие што се новозаветните посланија, најчесто се пишувани како прво за авторот сакал да ги охрабри тие што ги примаат посланијата, ама исто така сакал да ги поучи во однос на некој одреден аспект. Најчесто посланијата се пишувани како реакција на нешто што се случува во одредена заедница. Ова посланието од Галатјаните. Јас би рекол дека најстрогото послание кое што ќе го најдете во Новиот Завет. Значи во сите други посланија, ако земете читате пред Галатјаните, после Галатјаните, апостолот Павле кога пишува послание, ги поздравува луѓето, па вика се молам за вас, па едвај чекам да ве видам, па да имаме заедништво. Во ова послание не е така. Ова послание само на почетокот ги поздравува, кажува кој го пишува посланието и одеднаш вика кој ве излажа да верувате во тоа евангелие во кое што верувате. Проблемот во црквата во Галатија, помеѓу христијаните во Галатија, било тоа што им дошли лажни учители и одеднаш почнале да ги врбуваат христијаните. И заради тоа апостолот Павле им пишува и сака да им даде да знаење дека тие кои што дошле да ве учат таква наука нема врска тоа со евангелието. Оди до таму кај што вика проклет да е оној кој што ќе ви зборува било какво друго евангелие од тоа што ни беше откриено. И во ова послание има многу проблеми во оваа црква, тоа може да го видиме од читањето на посланието, ама еден од проблемите во црквата било тоа што
луѓето во Галатија, христијаните, очекувале да живеат на еден вид, на еден начин, да живеат според телото, да живеат телесно, а да ги жнеат плодовите на духот. И сега, не знам дали некој од вас тука има завршено земјоделие. Не, ама предпоставам се занимавале со земјоделие, хоби, окупација и така натаму. Не мора човек да кузне, да има некој докторат по земјоделие за да знаеме дека тоа што ќе го посееш во почвата е тоа што ќе ти никне после некое време. Било безумно човек да сади семе за крставици и да вика на пријателите кај да ќе ми израснат лубеници. Ќе речеме човеков малце забегал со паметот. Арно, ма христијаните во Галатија, во тоа време, на некој начин таа луѓе како користеле. Ке правиме што сакаме, ке живееме како што сакаме, ама само затоа што сме во црква, Бог е должен да не благослови. Бог е должен плодот на Светиот Дух, кој што сте така го пише во Галатјаните, да ни го даде мир, радост, долготрпение, кротост и така натаму. Павле вика, чекај малце, Бог не функционира така. 6 глава, 7 стих. Галатјаните, не лажете се. Не лажете се. Бог не е за подигрување. Со други зборови, кога ние живееме на телесно, кога ние живееме водени од своите емоции, од светот, од пријателите, не од Светото писмо, и очекуваме Бог да ги даде благословите кои што се запишани во Светото писмо, ние уствари се играме со Бог. Иако можеби не го гледаме тоа така, ама ние уствари се играме со Бог. Не знам за вас, ама јас не би сакал да се играм со Богот од Библијата. Вика, Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си жнее. Овој е принцип во земјоделието, ама исто важи во духовниот живот. Тоа што го сееме во почвата, тоа што ќе изразне после некое време. Тоа што го сееме во срцето, е тоа што после некое време ќе израсне. Сега, нешто што е многу важно пред да продолжиме да размислуваме за овој принцип за сеење и за жнеење во духовната сфера, не во земјоделието. Ама, за жал, некој пат луѓето овој принцип го поистоветуваат со нешто што се нарекува карма. Сте слушнале за карма, идеја од источните религии, особено хиндуизам и будизам, која што всушност во суштина вели дека тоа што го правиш, тоа ќе ти се врати во животот. Ако не во овој живот, следниот пат кога ќе дојдеш на овој свет, кога ќе се реинкарнираш, дали како некој животно или како некој подобар или побогат човек, кад тад тоа што го правиш ќе ти се врати во животот. И некој пат кога луѓето читаат за сеење и за жнење, си викаат, па тоа е исто. Тоа е исто како карма. Тоа што го правиш, тоа ќе ти се врати кога тогаш. Ама не е исто. Затоа што библискиот принцип за сеење и жнење е поинаков од кармата. Прво, затоа што Библијата не препознава реинкарнација. Не препознава тоа дека ти живеј сега, па еден ден пак ќе се вратиш овдека. Ако си правил лошо, ќе се вратиш како магаре, ако си правил добро, ќе се вратиш како некој човек кој што има малце повеќе во животот и е посреќен и побогат така натаму. Не. Библијата е многу јасна. Кога човекот ќе умре, следува суд. Толку нема втора шанса да дојдеш овдека, па да се ги отплатиш гревовите или да живееш многу добро затоа што претходно си живеел добар живот. Човекот умира и после тоа доаѓа суд. Сега, втора работа. Според кармата, луѓето ги одработуваат своите гревови. Со други зборови, тоа што си го правил, ти ќе си го платиш. Нема некој друг да плати за тебе. Ти сам ќе си платиш, ќе си го одработиш и твоите гревови на некој начин веќе си расчистил со нив. Библијата вели дека Христос на крстот плати за оние кои што веруваат и се надеваат на Него. Немам потреба јас да плаќам со вечни последици за моите гревови. Тој плати. Ама, он не ослободува од вечните последици за гревот, од вечната казна за гревот, ама од привремените последици не ме ослободува. Тука доаѓа моментот на сеење и на жнеење. Они што се во Христос, вели Павле, мислам дека беше во Римјаните 8 глава 1 стих, нема осуда за нив. Немам потреба јас да ги отплаќам моите гревови. Ама пошто Бог толку многу ме сака и не сака да се играм со гревот, на тој начин ги поставил нештото што, иако вечната казна за моите гревови е платена, привремените последици ќе се ги сносам. Тука доаѓа моментот на сеење и на жнеење.
И патем кажам, сењето и жнењето не е само принцип кој што важи за гревовите, туку важи и за доблесните и за добрите работи. Не треба сега да ни биде поклад каде што да се плашиме што ќе сеаме така натаму. Ова треба да биде покрај другото и охрабрување да внимаваме што е тоа што ќе го сееме, бидејќи ако внимаваме што е тоа што ќе го сееме, ќе жнееме добри плодови. И затоа апостолот Павле на христијаните во Галатија им пишува не залажувајте се, затоа што во оваа црква имало луѓе кои што верувале јас може да живеам како сакам, се додека се читам Библија, се додека одам во црква, Бог е на моја страна и Бог нема да дозволи ништо лошо да ми се случи во животот. И овој предупредување за црквата во првиот и денеска во 21 век. Павле вели, вие кои што и живеете со таква идеја. На некој начин живеете во некоја заблуда. Мислите дека Библијата во рака или одењето во црква е на некој начин имунитет од плодовите кои што треба да се родат во вашиот живот затоа што сте сееле лошо семе. И во посланието до галатјаните, во ова послание, апостолот Павле пишува за два вида на сеење и два вида на жнеење. Читавме 7 стих, во 8 стих пишува кој сее во телото свое, во телото ќе жнее погибел, а кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Секој ден, во се што правиме, ние сееме. Сееме во телото или сееме во духот. Со одлуките кои што ги правиме, со плановите кои што ги правиме, со меѓусебните односи кои што ги градиме, ние сееме. Сееме во телото или сееме во духот. Сега, овој збор телото, преведен како тело, нели? Ама оригинал и кој ќе слуша некој сееме во телото, некој мисли за ова. За крв и за месо, за коски. Не е телото грешно. Ова не е грешно. Материјата. Грешни се моите внатрешни желби. Преводот е тело, ама се однесува на телесноста, на оние желби внатре во срцето кои што се спротивни на Божиот збор, на Божјата волја. И кога вели апостол Павле, оној кој што сее во телото, сака да каже, оној кој што се води според телото, кој што се води според своите желби, според својата себичност, според своите емоции, тоа ќе го жнее. Оној кој што иако телото го влече во одредена насока, ама доаѓа кај Бог и кој има одредена ситуација, вика Боже, покажи ми ти како да постапам во оваа ситуација. Што е твојата волја за оваа ситуација? Вика кога ќе сеете така, тоа уствари сеење. Кога доаѓаме кај Бог и викаме Боже, што е твојата волја за оваа ситуација? Ние сееме. Сееме во духот. И ветувањето е оној кој што сее во духот ќе пожне, тука пише вечен живот, а сите придобивки кои што доаѓаат од вечниот живот. И ако христијаните во Галатија во првиот век можеле да живеат во одредена лага, дека може да живеат како сакаат, ама дека Бог сепак ќе ги благослови, верувам дека ние денеска може да паднеме во таа стапица. Да се вратиме на Евангелието. Евангелието е радосна вест која што вели дека Господ Исус Христос умре на крстот за нас. По 3 дена воскресна и секој кој верува во него е ослободен од вечните последици на гревот, не од привремените последици. Затоа вели апостолот Павле, оној кој што сееме тоа и ќе жнее. И сега прашањето е, што е тоа што го жнееме во сегашноста? Секој нека се размисли, што е тоа што го жнеам сега во сегашноста и што е тоа што сакам да го жнеам во иднина? Кои се плодовите во мојот карактер, во мојот духовен живот, во моето семејство, во мојата црква? Кој што би сакал да ги жнееме после месец, 2, 3, 5 година дена. Тоа што моментално, одговорот на тоа што моментално го жнееш и што го жнеам го жнееме тоа што сме го сееле вчера. Не буквално вчера, може би вчера, ама завчера, пред недела дена, пред месец ден и така натаму. Тоа што ќе го жнееме во иднина е тоа што ќе го посееме денеска. Дали ќе биде во тело или ќе биде во дух? На некој начин преку овој текст Бог пред нас остава две опции. Сеќавате нас во Стариот Завет имаше еден момент каде што израелците излегуваат од ветената земја, шетаат низ пустината и дојде момент каде што Бог им рече денеска пред вас поставувам благослов и проклетство. Што ќе изберете?
Ако изберете да ми бидете послушни, таа земја во која што влегувате ќе ви биде на благослов. Ако изберете да се кланяте на други богове, да се живеете по свое, таа земја во која што влегувате нема да ви биде на благослов. Што жнееме? Тоа што сме го сееле. Што ќе жнееме? Тоа што денес ќе почнеме да го сееме. И секој од нас сее. Дали добро или лошо не навлегувам на тоа, секој од нас знае. Верувам дека има и добри и лоши работи кои што ги сееме. Ама процесот на сеење и на жнење не престанува. Тој е секојдневен и постојано се случува. И непријателот на нашите души ќе се обиде прво да не тргне скрос од Бог. Ако не успе да не тргне скрос од Бог, ако не успе да не тргне од Светото писмо, ако не успе да не тргне од црквата, од молитвата, оно што ќе се обиде да го направи, ќе се обиде да не убеди дека само затоа што одиме во црква или читаме Библија или правиме одредени работи, дека Бог по автоматизам е должен да не благослови без разлика како ние се однесуваме кога сме надвор од црквата. И тоа е голема заблуда. По која што некој од вас може би се фатил, јас знам за себе си сигурно дека се има фатил. Дури како човек кој што проповедал, ќе застанеше ќе проповеда само затоа што проповедал, тоа му е важно на Бог. Не сум го рекол тоа директно, ама може би свило некој таков склоп на мисли. Тоа му е важно на Бог, после одиш, живееш надвор како сакаш. И сваќаш дека не функционира христијанскиот живот така. Само затоа што читам, само затоа што се молам, само затоа што служам, Бог по автоматизам ќе ми ги даде оние плодови на духот. Мир, радост, љубов, долготрпение, кротост, добрина и така натаму. Павле им вели на христијаните, немој да се залажувате. Господ Исус Христос вика, кој е татко на лагата? Дјаволот. Со други зборови, кога човек живее според оваа логика, ја ќе правам што сака, ама Бог ќе ми ги даде плодовите на Светиот Дух и ќе живам јас и духовно ќе растам, Павле им вели на христијаните во Галатија, знаете што? Таа мисла не е од вас. Да знаете од кого е? Од таткото на лагата. Затоа што живеете во одредена заблуда. И кога човек практикува одредени духовни практики, ама истовремено живее свој начин на живот, и очекува Бог да го благослови, и очекува Бог да го води, и очекува Бог да му даде мудрост, и мир, и смиреност, и радост, таквиот човек наликува, таквиот христијанин наликува на земјоделец кој што реков претходно. Сади семја за крставици и очекува да му растат лубеници. Ако видиш таков човек ќе речеш, па овој го изгубил паметот. Токму така. И христијанинот кој што живее на два животни стилови, едниот световен, другиот свет, наводно, тој го изгубил паметот и ако мисли дека Бог ќе го благослови. Христијанскиот живот не е пропусница од правилото на кој што се тоа ќе жне. И тоа важи за секој од нас, за поединци, за семејства, за црква, пак речем, тоа важи и дури и за нашиот народ. Некој пат се мислиме зошто жнееме такви плодови кои што ги жнееме како народ. Прашањето е што сме сееле. Некој пат во однос на црквата, зошто жнееме вакви плодови? Прашањето е што сме сееле. Некој пат во семејството, зошто жнееме вакви плодови во семејството? Гнили се, трули се, скапани се. Прашањето е што сме сееле низ годините, во личниот живот. Господе, зошто жнеам вакви плодови? Не ми се допаѓаат. Може би одговорот е од Бог. Што сееше во животот? Нема мир, Господе. Много јасно дека немаш мир. Цел ден дремеш на интернет, на социјални мрежи, така натаму Библија не си отворил. Како да имаш мир? Цело време читаш кој што кажал, кој за што гласал, кој што направил, кој кого удрил, кој кого навредил и немам мир. Па немаш мир, кај го бараш мирот? На вести? Ако беше за мене, кога почна пандемијата, ако почна пандемијата да читав толку многу Библија кој што читав вести, значи ја денеска ќе знаев да цитирам од Битие до Откровение. Цело време, само и после некој време се ствара немир во мене. Колку умреле луѓе денеска, на која возраст биле, многу ми беше важно. Дали има некој блиско на мојата возраст? Ако има некој блиско на мојата возраст, што правиме сега? Може и мене да ми се деси. Како обседна да бев правите, не правите некој ден, недела, две. Многу јасно дека нема да има мир.
Почне читам весело колку Библија. Што сум сеел? Сум сеел тоа што сум го сеел, читање на тоа некој сеење и сакам Господе дај ми мир. Од кај ќе ти дојде мирот? Нема шанси. Секој еден од нас подлежи на тој закон на сеење и на жнеење. Она што е многу важно да го имаме на ум во однос на овој стих кој што или на овој принцип кој што сее тоа ќе жнее, дека не е само во однос на негативното, не е само во однос на тоа дека лошо сееш, лошо ќе жнееш. Ова има влијание во позитивното и затоа верувам дека овие стихови не треба само да ги сватиме како предупредување, туку како охрабрување. Не е само леле да се пазам што ќе сеам, туку Господе, со Твоја помош и со Твоја сила и со Твој водство сакам да сеам нешто што ќе биде на благослов. На мене, на човекот до мене, на комшијата, на браќите и сестрите во црквата, па дури на општеството во кое што живеам. Сакам да сеам нешто што ќе биде добро, што ќе биде на благослов на другите. И ако сме мудри, ќе го правиме тоа. Поентата со вакви принципи, со вакви вистини кои што ни се открени во Библијата не е само да не заплашат, иако верувам дека нема ништо лошо во мала доза на страв да внимаваме, бидејќи ако нема доза на страв, нема да внимавам што сеам. Секој пат кога ние сееме нешто што е спротивно на Божјата волја, во позадината или во основата на сето тоа е дека ние немаме страв Божи. Секој пат кога правиме греф, тоа е логиката на действување. Иако не му викаме директно на Бог, Боже, не ме гале што правиш ти, со нашите постапки, ние уствари кажуваме, ти збори си што сакаш, јас ќе терам по свое. И Павле вели, кога ќе дојдеш кај Бог, му викаш, ти збори си што сакаш, и јас ќе терам по свое, немој утре, кога ќе ги жнееш плодовите од тие семија, да биде, Господе, кај си сега? Нели пред недела дена му кажа на Бог, јас ќе терам по свое. И јас верувам дека Бог не ме напушта, нели библиското ветување никој пат нема те оставам, никој пат нема те напуштам, ама во моментите кога ние сме убедени дека треба да си тераме по свое, јас верувам дека Бог отстапува, пак е тука, ама отстапува. Вика, сакаш по свое? Сакам. Ајде да те видам. Јас сум тука. Ајде да те видам. Како мало дете кое што се уште не знае да вози точак, ама постојано вика на родителот, јас ќе возам, сам ќе возам. Сакаш? Ајде да видиме. Кога падне детето, ќе дојде родителот, ќе го дигне. Ама таа своеволност, ајде да видиме кај ќе те однесе. Некој пат верувам дека Бог не пушта и тоа го прави од љубов. За да сватиме следен пат, дека ќе речеме, сакам сам, не влече нешто во мене, ама која е твојата волја за оваа ситуација? И овој принцип на сеење и на жнеење има практична примена во многу ситуации во секојдневието, во многу ситуации, во многу аспекти од секојдневието. Некој пат имаме некоја одредена ситуација, некој одреден проблем кој што сакаме да го решиме. И начинот на кој што ќе го решиме тој проблем е или ќе сееме во тело, или ќе сееме во духот. Ако сеам во тело, ќе ги жнеам плодовите на телото. Ако сеам во своеволноста, во јас знам како, Бог вика, знаеш? Знам. Бојно? Ајде видиме колку знаеш. И после некој време, Господе, боли. Па боли? Добрата работа е што Бог не не остава, дури тоа што го речеме, Боже, јас сакам да терам по свој, кога ќе паднем, Бог вика, оке, ајде стани и сега ќе продолжиме напред. Не е како, ти ми рече не и сега јас па не сакам да те видам тебе. Фала на Бог што е таков трпелив татко. Татко кој што не сака, кој што вика, ајде ќе пробам уште еднаш. Ако сеам во телото, во таа, например, ако имам проблем во животот, ако сеам во телото, ќе жнеам во телото. Ама од друга страна, замисли па да сеам во духот. Која можност е тоа? Која можност е тоа ако имам проблем со некој колега на работа, со некој комшија, со некој пријател или со кој да, наместо да сеам во телото, да се карам и да се убедам така натаму, да можам да смирам топката. Тоа е сеење во духот. Кога некој ме навредил, наместо да вратам со иста мера, тоа е сеење во телото, речам, Господе, дај ми сила да ја простам на оваа личност. Тоа е сеење во духот. Повторно, сеењето и жнењето е обостранно, е како обостран принцип. Важи и за лошо сеење и лошо жнење, важи и за добро сеење и добро жнење. Ако тоа што ќе го ставиме во земјата, на некој начин во нашите срца, е лошо семе,
ќе излезат плодови кои што ќе бидат гнили, кои што ќе бидат трули. Ама може да го направиме истопротивното. Пример, сеење и жнење како принцип исто така има многу важна примена во нашето духовно здравје. Кој што спомнав претходно. Не можеме да очекуваме значителен духовен раст во животот ако не му посветиме време на Бог. Едноставно нема шанси. Нема шанси. Можеме ние да мислиме дека духовниот раст се случува тек така. Спонтано се случува. Духовниот раст не се случува спонтано. Духовниот напредок не се случува спонтано. Се случува со цел, со намера, со посветување време на Бог во молитва. Тоа е сеење. И кога ќе го сеам тоа, молитва, читање на Словото, практикување за нешто со другите, и кога тоа е искрено, со тек на време тоа ќе дава духовни плодови. Што ќе правам со моето слободно време? Многу едноставно прашање. Нашиот духовен раст покрај другото се сведува на тоа што ќе правиме со нашето слободно време. Одговорот на тоа прашање ќе ми каже дали духовно ќе напредувам или духовно ќе сум назадувам. Ако дремам целен на интернет, немам право да очекувам духовен раст. И не само на интернет, некој пат ќе биде телевизија, некој пат ќе биде со луѓе само да се видам со некој, немам право да очекувам духовен раст. Ама ако речам, Боже, имам денеска слободни само пола сат, тие пола сат, 20 минути ти ги давам тебе во молитва и во читање, ти зборувај ми. Бог нема да рече, зашо само толку ми даваш? Ако толку има слободно, дај му толку слободно на Бог. И тука веќе сееме во духот. Кога сееме во духот, имаме духовен напредок. Кога не сееме во духот, не знам за вас, претпоставам сте го почувствували ово на своја кожа, и јас чисто го имам почувствувал на своја кожа, дека кога има моменти кога прескокнувам време поминато со Бог во текот на денот, многу полесно ми е да се изнервирам, да избувнам, многу полесно ми е да го изгубам мирот, многу полесно ми е да се сомневам. Не дека поминатото време со Бог е некоја магична формула, ама и те како влие на тоа како реагирам на секојдневиев. Зошто? Бидејќи кога не поминувам време со Бог во еден ден, некој пат заточувал неколку дена поред, некој пат е приот од неколку денови. Многу ми е полесно, бидејќи не сум во Бог на некој начин, не сум ни во молитва, ни во читање, ни во мислите не сум со Него, многу ми е полесно да го изгубам мирот. Многу ми е полесно да се карам отколку да смирам топката. Многу ми е полесно да се лутам отколку да простам. Ама од друга страна, кога имало денови кај што си во Бог, кај што сум во Бог, полесно ми е да сеам добри плодови, добри семења и потоа да жнеам добри плодови. Овој принцип на духовно на сеење и на жнење важи во однос на нашето духовно здравје. И ова е нешто кое што некој од нас ќе се пронајде во ова, ама важи во однос на нашето физичко здравје. Физичкото здравје е резултат што го имаме во најголем број случаеви. Резултат на тоа што го сеем, на тоа што го жнеем. Не можеме во нашето тело да внесуваме работи кои што се штетни за телото и да речеме, Господе, ти подобри ми го моето здравје. Човек, сланина е сланина. Значи, молитвата не ја прави сланината зеленчук. Значи, колку сакаш, моли се и пости и така натаму, сланина е сланина. Тоа е тоа. Можеме колку сакаме да викам, Господе, ти благослови го, така натаму. Не викам дека никој пат не треба да си дозволиш да каснеш нешто што ти прави мерак. Ама, ако човек постојано само јаде нешто што знае дека му е штетно, внесува нешто, не само за јадење, и за други работи кои што ги внесуваме во телото, и после доаѓаме кај Бог и викаме, Господе, ама ти благослови го моето здравје. Имаме еден другар од друга црква, има кај ни во црква има еден мисионер. Човеков имале молитвен час и кога споделуваат молитвени потреби и човеков има многу висок холестерол. Мисионер. Ама така се попуничок е. И вика, молите се за мојот холестерол, вика да ми спан. И вика, ја му реков, не ти се молам за холестеролот. Зошто? Па јадеш многу мрсно. Престани да јадеш мрсно, нема ти биде холестеролот висок. Многу едноставно. Сееш еден вид на семе, сакаш да жнееш друг вид на плод. Не функционира така. Ни духовниот, ни физичкиот свет. Повторно, не можем да сееме семе од краставица, очекуваме дека лубеница ќе изникне. Тоа е и во однос на духовните плодови, тоа е и во однос на физичкото здравје кој што Бог ни дал.
Да отидам во еден друг аспект од секој невието. Работата. Ако човек се мрзеливост, што ќе жнее? Празни џебови. Тоа ќе жнее. Ако човек се трудолюбивост, зборим за тие што се работоспособни. Ако човек се трудолюбивост, не само што ќе може да се подобри својата финансиска состојба, туку со тие плодови кои што Бог му ги дава, ќе може па после и да се во животите на оние кои што имаат потреба. Тоа што го сееме е тоа што го жнееме. Дали станува збор за духовен раст, дали станува збор за меѓусебни односи, дали станува збор за финансиска состојба, дали станува збор за физичко здравје, што и да е. Тоа е принципот кој што никој од нас не може да избега. И прашањето е што понатаму? Дали може би се наоѓаме во ситуација кај што се викаме не ми се допаѓаат плодовите кои што ги жнеам моментално во животот. Ако си во таа состојба, жал ми е, ама не е крај на светот. Не мора значи дека ти до крајот на животот ќе ги жнееш тие плодови кои што сега ги жнееш. Ама ако сакаме промена, мораме со Божјо водство, со Божја сила да речеме Боже, сакам јас да сеам нешто поинако и сакам да жнеам нешто поинако. Не ми се допаѓаат гнилите и трулите и расипаните плодови кои што моментално ги гледам во мојот живот. Дај ми сила да продолжам напред. Дај ми сила да на некој начин да сеам оно што ти тебе угодно, за да можам да го жнеам оно што тебе ти угодно. На овој принцип на сеење и на жнење не треба да гледаме фаталистички, у смисло како дека јас сум сеел лоши семења во минатото и сега до крајот на животот јас мора да жнеам лоши плодови. Не е тоа така. Тоа што ќе го жнееш утре, тоа што ќе го сееш денеска. Дали ќе биде во духот или ќе биде во телото, на секој еден од нас останува тоа да го одлучи. И да не забораваме дека животот не е само склоп на неповрзани околности. Ако сакаме духовен раст, ако сакаме добар карактер согласно Божјата волја, ако сакаме да пораснеме духовно, не можеме да очекуваме тоа само тек така да се случи. Тоа ќе биде резултат на сеење. Тоа ќе биде резултат на намерно и со цел поминато време со Бог. Еден од принципите на сеењето и на жнењето е тоа дека кога сееме одредено семе, не го жнееме плодот истиот ден. И тука треба трпение. Ова е многу важно да го имаме, затоа што некој пат некој ќе сее ден-два во духот, не гледа ку знае какви плодови и си вика ништо од ова. Да се вратам ја на старото, да се терам како што се знам јас. Помеѓу времето на сеење и жнење има период. Некој пат ќе бидат неколку дена, некој пат ќе бидат неколку недели, некој пат ќе бидат месеци во прашање. А мора да бидеме трпеливи во однос на ова, бидејќи ако го сееме тоа што му угодно на Бог, ќе жнееме нешто што му е угодно на Бог, нешто што е корисно за нас, исто така многу важно. Не сме само ние во целата слика, јас како поединец. Тој до тебе исто така е важен во целата слика. Ако го сееме тоа што му угодно на Бог, ќе го жнееме тоа што му угодно на Бог и ќе го жнееме тоа што ќе биде за моја корист и за твоја корист. Ти ќе го жнееш тоа што е за твоја корист и за моја корист. За корист на домашните кои што не го познаваат Бог, на корист на колегите кои што не го познаваат Бог, на корист на луѓето кои што секојдневно ги сретнуваме, можеби еднаш во животот ќе ги сретнеме и толку ќе биде. Ама тоа е тоа кое што го имаме достапно во Бог и во неговиот свет дух. И нека Бог ни даде сила да живееме на тој начин, бидејќи верувам дека вреди. Вреди. Ама да не забораваме дека секој еден од нас сее нешто и жнее нешто. Не можеме да го избегнеме овој процес. Законот на гравитација не можеме да го избегнеме. Тука сме кај што сме, стоиме, не лепниме. Законот на сеење и на жнење не можеме. Единственото прашање во однос на ова е што ќе сееш. Или можеби прашањето е што сакаш да жнееш. Кога ќе го одговориш кога ќе дадеш одговор на тоа прашање, тогаш ќе го имаш одговорот на што е тоа што денеска треба да го сееш, што е тоа што денеска јас треба да го сеам.